Во етнокуќата беше промовирана монографијата Полаки, коавторско дело на Илинка Атанасова и Љубинка Ајтовска. Нејзин промотор беше доктор Зоран Чомалинов, директор на Институтот за фолклор Марко Цепенков од Скопје и професор на Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Книгата е поделена на 3 дела. Во првиот дел има општи историјско-географски податоци за местоположбата и кратката историја на селото. Вториот дел е етнолошко-фолклористички, кај што имаме богатство од содржани со фолклористички и со етнолошки материјал, значи обичаите, верувањата, народната медицина, традиционалната исхрана, преданијата, приказни, поговорки и така натаму, сето тоа духовно творештво на палачаните, на населението целото Палаки офатено во овој труд. Третиот дел е новинарско видување на современите проблеми со ова село и целиот дел на осоговието кој што немилосредно во последните 5-6 децении е изложен на процесот на депопулација. Во текот на истражувањата, авторите Атанасова и Ајтовска примениле различни методи на прибирање податоци, со посебен акцент на теренското истражување и интервјуирање на информатори кои имаат директна врска со селото. Исто така, користеле извори од литературата, архивите, статистиката, како и фотодокументација. Сметам дека ова дело не само што е важно за пошироката јавност, туку и за науката, затоа што представува едно од првите скалила во истражувањето на Полаки. Науката секогаш тргнува од нешто почетно, па ние сме горди што можеме да понудиме тоа, посебно за крај кој што е специфичен и за регион кој што полека, но сигурно умира со своите духовно и материјално богатство. Решивме да го зачуваме тој сегмент, тоа парче во оваа книга, а од стручен аспект оваа книга за мене е посебно драга затоа што на крајот има глосар, тоа е список на зборови кои што се карактеристични за овој дел. Јас и на промоцијата го спомнав терминот кукиште, тоа не е аугментатив од куќа, туку е кујнскиот дел во просторот на куќите во Полаки, кои патем речено немаат оџак. Најважно за нас ќе биде доколку било кој од истражувачите и проучувачите на фолклористичките жанрови во Македонија, по-конкретно на Кочанскиот регион, се пронајдат себе си и успеат да најдат материјал кој што ќе им одговара за нивните понатамошни проучувања и истражувања на фолклорот во Кочанскиот регион. Се обидовме во материјалот кој што ќе биде представен да се појавиме со исклучиво оригинални материјали, оригинални елементи кои што го карактеризираат воопшто шоплукот, меѓутоа и по-конкретно Полацкиот регион. Зад монографијата Полаки, како издавач застана општина Кочани. Според градоначалникот Димитровски, на тој начин ќе се зачува она што полека се губи и ќе се откријат убавините и можностите на овој крај, како поттик за сите што сакаат да го посетат или да се вратат повторно.